Најпрво сакам да ги поздравам дечињата кои ќе бидат згрижени во оваа нова градинка, да ги поздравам сите вработени во градинките кои што се дел од установата Орце Николов. Да го поздравам градоначалникот на општина Карпош, господинот Јакимовски, министерката за труд и социјална политика, медиумите и пред се граѓаните. Ние сме денес во првата градинка изградена во нашата држава и тоа со одлука на президиумот на АСНОМ, ако не грешам, градоначалник, и е отворена 1945 година, од каде што практично започнува и изгрижувањето на децата во предучилишна возраст во нашата држава. Оваа градинка во февруари, одбележува 78 години од своето постоење и денес присуствуваме на отворање на сосема нов објект во кој што ќе бидат згрижени дополнителни 100 деца. Досега оваа градинка згрижуваше 400 деца, што значи дека за 1/4 се зголемува згрижувачкиот капацитет. Меѓутоа, оваа градинка и половината милион евра кои што се вложени во овој прекрасен нов објект изработен според најнови стандарди е дел од проектот кој што го работи Министерството за труд и социјална политика. Ние инвестираме 13 милиони евра во 16 нови објекти ширум државата. Минатата недела имавте можност да бидете дел од пуштањето во употреба на новата градинка во Пробиштип. Пред тоа имавме пуштање на градинката во Струмица, во Волково, во цела држава се пуштаат градинките. Пред нас има уште проекти кои што ќе бидат отворени, меѓутоа денес тоа е токму овде новиот објект на градинката Орце Николов. Се работи навистина за објект кој што е изграден со сите стандарди за згрижување на деца од најмала возраст во јаслите и за повозрастни групи, со сите потребни реквизити и со се она што значи успешно едуцирање на децата во предучилишната возраст или на воспитување. Ова значи и нови вработувања во оваа нова градинка, што значи дополнително вработување на наши сограѓани кои што работат во оваа област. Ви ќе знаете дека платите во згрижувачката и во образовната дејност согласно договорот со СОНГ минатата година беа зголемени за 15%, сега следува согласно со потпишаниот колективен договор ново зголемување во колективниот договор во јавниот сектор, како и порамнување на платите со минималната плата. Тоа значи дека не само што се грижиме за децата да бидат згрижени во нови објекти, туку да биде ценет и трудот на оние кои што се грижат за нашите најмали, а тоа се воспитувачките во овие градинки. Сакам на крајот да се заблагодарам на министерката, на незините колеги во Министерството за труд и социјална политика. Сакам да се заблагодарам на пратениците од Карпош, тука е и пратеничката Георгиевска, кои што секогаш во собранието ја истакнуваат општина Карпош како нивни приоритет со оглед на тоа дека од тука доаѓаат и тоа е за поздравување. И секако да се заблагодарам на градоначалникот и на администрацијата во општина Карпош кои во најбрз можен рок ги подготвија сите потребни документи со цел овој проект да може да отпочне и успешно да биде завршена неговата изградба. Ви благодарам и честитки за сите кои што ќе бидат дел од работниот персонал тука и за сите деца кои што ќе бидат овде сместени. Ви благодарам.